јас сум Ана Митоска, пејач и учесник во фестивалот Dulci Assonant и имам особена чест во името на Националната установа Центар за култура Марко Цепенков Прилеп да го најавам првиот фестивал за рана музика во Македонија, Dulci Assonant, посветен на истражување и оживување на музиката од средновековната, византиската и рано ренесансната традиција. Фестивалот се реализира со поддршка од Министерството за култура и туризам на Република Македонија. Во два последователни концерти ќе оживее звукот на едно одамна замолчено време. На 16 октомври во 20 часот во кино Мистон ќе се одржи концертот помеѓу Кукузел и Палестрина, каде два хора, Света Петка и Пелагонитиса, под диригентство на Гоце Секуловски, ќе создадат звучен мост меѓу истокот и западот, спојувајќи ја византиската духовност и ренесансната полифонија. Двата состави се вистински амбасадори на хорската музика и културата на Прилеп. Вокалниот ансамбл Пелагонитиса, формиран во 2000 година, работи на возобновување на изворното црковно пеење во Македонија и промовира македонска школа за источно црковно пеење, додека црковниот хор Света Петка од Прилеп, формиран во 2015 година, активно учествува во развојот на хорската музика и културата во Прилеп, негувајќи дела од рана музика до современи македонски композиции. Сакам да истакнам дека на овој концерт ќе биде премиерно изведена композицијата Свише пророци на Свети Јован Кукузел од 14 век, а ќе бидат изведени и дела од Свети Јован Клада, 15 век, Джовани Пиерлуиджи да Палестрина и Вилијам Бърд од 16 век. На 17 октомври во 20 часот во кино Мистон ќе се одржи концертот Средновековни еха, кој представува редок музички диалог помеѓу човечкиот глас и древниот инструмент портативна оргула од 14 век. Овој инструмент прв пат ќе се слушне на македонската сцена и имам чест да најавам дека на портативна оргула, односно органето, ќе настапи Кристина Алис Раурик, која ни доаѓа од Каталонија, Шпанија. Таа е музичар и истражувач, доктор по музикологија, која прва во светот ја реконструирала портативната оргула од 13 век. Во концертот заедно со Кристина ќе настапам и јас, Ана Митоска, како вокал, со програма посветена на звучните пейзажи на средновековната Иберија од 12 до 14 век. Ќе понудиме патување низ грегоријанските корали и дела од познатите музички ракописи Кодекс Каликстинус, Кодекс Лас Уелгас и Либре Вермел де Монсерат, пренесувајќи ги звучните пейзажи на патот на Свети Јаков, цистерцијанските манастири и уметноста на трубадурите. Верувам дека повеќето, а можеби и сите композиции на концертот Средновековни еха ќе бидат премиерни изведби во Македонија. Оно што мене лично ме фасцинира како изведувач е питагорејскиот штим на оргулата, кој се разликува од современиот модерен штим и создава многу природен и благодарен простор за пеење, бидејќи гласот се прилагодува според инструментот. Уште нешто што за мене како музичар е интересно во овој концерт е музичката структура, како некои од избраните композиции, како што е Салве Вирго, Аве Глориоса Домино, биле создавани во текот на повеќе векови од различни луѓе, една врз друга мелодија со различни текстови кои звучат истовремено, создавајќи уникатни звучни слоеви. И уште ви се заблагодарувам за вниманието и ве поканувам вас и публиката да бидете дел од фестивалот Dulci Assonant и заедно со нас да го доживеете богатството и убавината на раната музика. Како што е спомнато, е прв од ваков вид во Македонија, односно фестивали на рана музика досега не сме имале, кои концентрирано ќе се определат да обработуваат еден жанр, односно одреден период од историјата на музиката. И кога станува збор за одреден период, тоа станува, не се ограничува само на истокот и на западот, или само на западот, туку она што представува целосно музичко наследство на Европа, односно на истокот на православниот исток,
тоа е од времето и периодот и од инспирацијата на дела што се создавани во остатоците на Источното Римско царство, што денес го викаме Византија, и од она што станува на запад, што е рано христијанско наследство на западната црква, пред и после разделувањето на двете традиции. Од тука овој фестивал има треба да најде свое место во културата на Македонија, затоа што тој самиот не припаѓа на фестивалите од комерцијална природа или од култура која има комерцијална одредена вредност. Туку овој фестивал припаѓа на културата која нарекуваме екзистенцијална, што значи дека државата е должна да се грижи за подигнување на културната свест и самата култура музичка на сопствената нација, односно кога велиме екзистенцијална култура, тоа е нешто што е потребно за опстојот за културниот опстој на нацијата во контекст и во контекст на зборовите на Гоце Делчев, дека полето на културен надпревар меѓу народите е токму тоа, нашиот народ и нашиот место во светската и во европската историја, па и во музиката, македонската музика има во секој случај свое место и македонските композитори и дејци. И од тој поглед, постоењето на вакви концерти и соработката меѓународна што ја воспоставуваме уште со првиот фестивал, тоа покажува дека Прилеп и Македонија може да станат центар токму на една ретка појава и културна вредност што би се додавала само на тоа што значи и Прилеп за Македонија, но и Македонија за европската култура. Во однос на првиот концерт кој ќе го презентираме, тој е замислен да премости едни и да објасни едни духовни релации кои не се прекинати и покрај разединувањето на двете духовни и културни традиции помеѓу истокот и западот. Свети Јован Кукузел е представник на едно време кога византиската музичка духовна мисла го достигнува својот највисок подем. И тоа завршува со падот на Константинопол. Додека пак во истото време на запад сите тие музички традиции што полека почнале да се развиваат, веќе се во своите зачетоци и полифониот систем во тоа време се консолидира, доведувајќи до денешниот поим на музиката што е прифатено во целиот свет. Значи тоа што се случувало во тие векови на запад, тоа станува после прифатено како музика и општ поим за музиката за целиот свет. Но е многу важно да се спомене дека тие релации духовни биле многу важни и културни релации, како што, например, не само во музиката, тоа и во другите уметности, како што, например, еден од учителите на Леонардо да Винчи е всушност фрескосликар кој побегнал од катастрофата, односно се емигрирал од исток кон запад и со тоа ја донесол тој начин на фрескосликање што подосна е многу видлив во раната ренесанса. Музичката мисла која постои во композициите на Свети Јован Кукузел и на тој така наречен пападички или простран стил на пеење, всушност не е наменета за душевните доживувања или за емотивно доживување на музиката. Туку музиката на Свети Јован Кукузел и неговата внатрешна мисла всушност представува една длабока духовна исихија, односно разбудување на внатрешниот човек да и му дава еден поглед кон внатрешниот свет. Односно, тоа го имаме во нашиот македонски јазик, му дава созерцание кон духовниот океан. Така да, таа музика е наменета, всушност, делата на Свети Јован Кукузел се наменети токму за
едно внатрешно созерцавање или со модерните термини медитирање за духовните нешта. Не е наменета за таа музика не е наменета за само за душевно доживување или за доживување со емоцијата. Од тука и второто дело кое ќе биде изведено, а тоа е Ни не сили од Јован Клада, кој пак се јавува како ученик на Свети Јован Кукузел и делувал во првата половина на 15-тиот век. Следните две дела кои се на Палестрина и на Бирц само илустрираат од каде таа духовна мисла и таа тежест на западните композитори да го пронајдат духовното богатство на истокот, односно она што значи поврзување на човекот со Бога, кое е изразено преку овие композиции. Нормално ние во овој концерт се концентриравме исклучително на духовна музика, што не значи дека во наредните изданија на фестивалот ќе можеме да се концентрираме и на музика која се создавала во, да речам, надвор од црковните дворови. На крајот би сакал да ви заблагодарам за вашиот интерес и за вашето присуство и нормално секој кој е заинтересиран да го поканиме да дојде на концертите. Well, I will speak, it's my first attempt to speak Macedonian, so I will be a little bit slow, but I will try. Големо задоволство ми е што сум овде во Македонија, за да ја споделам со вас убавината на средновековната музика и да го представам овој фасцинантен инструмент, средновековната портативна оргула. Нема да сводурам долго, затоа што навистина сакам да и се заблагодарам и да и честитам на Ана Митовска. Да се започне фестивал за рана музика бара многу храброст, визија и љубов кон уметноста. Повеќето европски земји веќе имаат ваков фестивал, а сега и Македонија има свој. Благодарение на нејзината посветеност. Фестивалите како овој се на вистина важни. Тие ја приближуваат убавината до луѓето, а понекогаш им овозможуваат да откријат музика која може да стане нивна нова, омилнена музика и да ги инспирира. Благодарам, Ана, за твојата страст, енергија и за тоа што отвораш врата која, сигура сум, ќе инспирира икни млади музичари да се посветат на светот на раната музика. И секако голема благодарност до сите кои го овозможуваат и поддржуваат овој фестивал и кои и помогнаа на Ана во подготовките. Без вас и без нејзината решителност Македонија можеби ќе ја пропуштеше можноста да го види раѓањето на својот при фестивал за рана музика. Искрено се надевам дека ова е само почеток, дека фестивалот ќе продолжи да расте и да носи уште многу уметници, репертуари и музички традиции во вашата прекрасна земја, која ја откривам ова недела. Морам да кажам, имате неверојатно топли и гостопримливи луѓе и на вистина вкусна храна. На крај сите ве поканувам
да дојдете и да слушнете оваа музика. Ова е ретка и драгоцена можност. И се случува тонку овде, близко до вашиот дом.